Добар ден, почитувани. Ова е најновата Телма амбуланта. Секој втор човек имал некаква болка во грбот, барем еднаш во животот. Физиотерапевтите, токму со овој проблем, најчесто се среќаваат во нивната пракса. Кои терапии се најефикасни во третирањето на болката во грбот? Потребен ли е индивидуален пристап? Дали третманот за лекување на болка може да испровоцира дополнителна болка? Кои се најчестите грешки на пациентите за болката во грбот? Од агол на физиотерапевт. Разговараме со Томислав Трајковски. Разговорот ќе го проследите по рекламите, а во денешната емисија ќе имате простор и вие да се вклучите со ваши прашања во програма. Останете на Телма. За болката во грбот од агол на физиотерапевт. Во денешната Телма амбуланта разговараме со Томислав Трајковски, физиотерапевт, од Центарот за физикална терапија и медицинска масажа Допамин. Добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добре ве најдов и благодарам на поканата во прекрасното студио на Телма, каде што ќе разговараме за физикалната терапија, масажите, само масажите, вежбите и дегенеративните заболувања. Болката во грбот е многу чест проблем. Дали за тоа состојба секогаш стои некаква болест или пак може едноставно да се јави поради тоа што лошо сме спиеле или пак лошо сме седеле? Па да, со тек на времето од лошото спиење настанува болката. Кога по одреден период човекот нема да спие подолго време, самиот ребет почнува да реагира и таа се собира со одреден период, се собира болката и настануваат тие дегенеративни заболувања. Да. Не е значи само кога ќе не заболи вратот или нешто се случува, дека таа информација доаѓа од самиот ребетен мозок. Дека нешто мораме да превземеме за да го превентираме тоа. А може ли да се укочиме поради тоа што лошо сме спиели, некој мускул се укочил? Да, секако да. Тука се ствара спазмот, се окрутуваат мускулатурата и доаѓа до настанување на акутна состојба болка. Кај кои видови болка физикалната терапија може да помогне? Физикалната терапија помага во многу видови на болка, спортски повреди, дискус хернија, вратна спондилоза, сколиоза, спазам, кифоза. Да, и така натаму, доста ги има. Тие се најклучните фактори, да. Значи, и кај дегенеративните проблеми, па, да. И кај механичките повреди, и кај стекнатите, како што е сколиозата, кифозата. Да. А што е со болката што се јавува како последица на инфекциите или пак на малигнитетот? Понекогаш луѓето чувствуваат и од таа причина болка во грбот. Дали физикалната терапија тука може да помогне или не? Да, во инфекцијата може, пошто дискус хернијата може да ги активира, дури дебелото црево може да се активира. Тука си бобрезите, каде што таа инфекција може да доведе до заслабена циркулација и масажата многу помага на самата лимфна дренажа, каде што се прави, многу помага во регенерација на таа адхезија, каде што се прави и проаѓа за да дојде до подобра циркулација и таа инфекција која е пример во бобрезите да се исфрли. А доколку има некој пациент малигна болест, дали тогаш физикалната терапија е одговор или не? Не, мислам дека не. Зашто тука е голема тема, каде што сигурно би ни требале 2 емисии да раскажеме. Тука треба да се направат магнетот претежно да се превземе, зашто веќе може да дојде до некаков вид на рак. И каде што треба да се превземат сериозни мерки. Така, друг пристап е потребен во Секако, лекувањето. А кога ќе дојде некој пациент кај физиотерапевт со болка во грбот, дали е потребно претходно да има направено лекарски преглед? Да, секако треба да има. Ние пациентите ги упатуваме да имаат најдобро или РТГ, рентген снимка или магнет. Сега магнетот е најпрецизен и најточен, за да не лутаат самите. Знаете, ме боли грбот, не знам од што ми е, многу случаи, или вратот ме боли, спиев со отворен прозор, да се утврди тачната диагноза. Е најдобро да си направи еден рентген, каде што ние самите и ние нема да лутаме и ќе знаеме како да се насочиме за да го превенираме тоа. Значи да има точна диагноза за да може да се помогне на вистинскиот начин. Да. Сега, што е со оние лица кои што имаат акутна, силна болка? Имаат и диагноза секако. Може ли да се помогне во таа ситуација? Знаете како акутната болка, таа е во самиот момент настаната. Акутната болка, нормално спортистите ја имаат, но и обичниот човек,
човек ќе се јави паднав, се удрив коленото, го удрив и таа акутна болка настанува. И сега акутната болка многу битни каков механизам ќе има, како ќе се пристапи. Најдобро да се одмори 2 недели пациентот, а после да дојде на физиотерапевт, каде што ќе се превземат физикалната терапија, масажите, вежбите, за да таа се превенира најдобро. Сега некои луѓе кога ќе почувствуваат болка, например во долниот дел на грбот, знаат во домашни услови да си направат некаква масажа или пак да применат одредени вежби за да си помогнат, нели, да се намалат тегобите. Нестручниот пристап, дали понекогаш може да направи поголем проблем, отколку да помогне? Може да направи поголем проблем, затоа што имав еден случај, дојде една жена и кажа сопругот ме стисна малце појако. И само дошло до поголемо влошување и болката се зголемила. Тука дали се притиснал некој нерв, па се до воспалително дејство дошло. Значи, исто има, гледам на интернет, доста има као тениското топче. Значи, јас кажувам, оставете го тениското топче на тенисерите, пошто најдобро не знаат како со него. Може да помогне, тоа е, знаете како тениското топче, и може и многу да одмогне. Да се притисне поготово лумбоишалгичниот нерв, да се натисне и да дојде до страшни болки. А што прават со тениско топче? Па, се масираат? Се масираат, да. Го притискаат на зид. Да, или на земја ќе легнат врз него и натискаат каде што е одредената регија. Надевајќи се дека на тој начин ќе им улеснат тегобите и може да направат белја. Може. Значи тоа не. Да. И покрај тоа што е присутно очигледно на социјалните мрежи како совет секако, да, за улеснување на болката. А кои третмани се најдобри за лекување на болката во грбот? Има ли одредени третмани кои што се препорачуваат од аспект на физиотерапевт? Најдобри третмани, ако е почетна фаза, масажата е дефинитивно најдобра третман за почетна фаза на болка. И сега ако е медицинска масажа или каква масажа? Да, медицинска масажа. Тука медицинската масажа. Или некој оди во козметички салон да добие масажа? Дали па добро, таму се више по релаксирачки масажи. Нема таков пристап како клинички пристап како медицинската масажа. Тука во медицинската масажа ние работиме со кап терапијата, тие сега модерни чашки што се ставаат на одредената регија, што се многу добри за спазмот, за летаргија и шалгија, за мореност, атлетските перформанси ги подобруваат, кондицијата во крвта зголемуваат. Покрај масажите, што друго може да се практикува кај физиотерапевтот кога некој пациент ќе се пожали на болка? Ласер, ултразвук, нискофреквентна струја, галванска струја, магнетот исто така многу помага дефинитивно во физикалната терапија. Тоа е више за дискус хернијата е најдобра. Така, во комбинација со масажа. Значи, не сите третмани во физикалната терапија се соодветни за болка во грбот кај сите пациенти. Мора да има индивидуален пристап кон секоја лице, така? Да. Мора емпатично да се настапи. Мора емпатично да се согледа пациентот. Дали е некојаш анксиозен, дали е под стрес, дали има зголемена телесна тежина. Јас препорачувам сите луѓе што имаат зголемена телесна тежина и имаат болки во грбот да превземат мерки во намалување, пошто телесната тежина е, замислете да имате плюс 10 кила товар на грбот. Автоматски се активира ребетниот столб и доаѓа до болка. Значи, индивидуално за секој пациент се прави засебен план каква терапија ќе му биде потребна. Така е. Тоа е како еден триаголник. Значи, масажа, физикална терапија, вежби, значи мора да се направи тој триаголник. Луѓето не се придржуваат многу кон тоа што ќе го дадеме ние како физиотерапевти, не ќе дојдат на масажа, на физикална терапија и утре ден тоа одма одат да работат. Каде што треба, значи да се земе и боледување, слободни денови препорачливо за да се одмори телото, за да дојде до побрз опоравак. Значи за болката во грбот е потребно мирување или не е потребно? Потребно. Колку време? Во зависност од каква диагноза. Дали е дискус хернија, дали е спазам, дали е спортска повреда. Али најмалце 2 недели. Да. Кога се интензивни болките, претпоставувам. Да. Сега, многу од оние кои што имаат потреба за физикална терапија стравуваат дали физикалната терапија може да им испровоцира дополнителна болка. Не може ли тоа да се случи?
Па не може, не. Немаат само може да имаат бенефит од физикалната терапија. Да, може да ве омалакса. Значи да се осеќате омалаксано, да ви се спие. Значи колку што повеќе сте омалаксани, толку поголем е проблемот. Значи морате да одморите. Да се одморат. После физикална терапија мора да се одмори. А дали самиот третман може да предизвика болка? Самиот третман? Па може. Да биде болен? Не, болен не. Да се некои поблаги болки. Да. Пошто луѓе има што, да речеме, 35-40 годишна возраст доаѓаат и буквално прв пат доаѓаат на медицинска масажа. Да, и сега каде што некој му е чудно, не знае како да пристапи, како да се однесува, а некој дури е фантастично, дури се осеќа вика со 70 кила полесно, да. Кај оние лица кои што се забележува хронична болка, колку често треба да се прави физикална терапија? Хронична болка во грбот. Добро, хроничната болка е веќе кога пациентот има болка повеќе од 6 месеци. Да, исто е кај незе како акутната болка, во зависност од механизмите, како ќе се пристапува. Тука е, како што кажав, мора да се детална слика на пациентот, дали има некој психолошки проблем, анксиозност, депресија, пошто веќе многу фактори се за таа хронична болка. Без веќе старост, остеопороза. Кај остеопорозата физикалната терапија може да се применува, бидејќи костките се кршливи? Да, може да се применува. Блага медицинска масажа, киропрактика не. Значи до 60. Што е киропрактика? Па киропрактиката е една посебна наука каде што тоа е како влага кислород во коската. Како што го гледаме тоа крцкање, што го има исто на интернетот, е познато. Значи влагање на сламослободување на ребетниот столб. Сега киропрактиката се практикува, модерна е, но јас искрено повеќе преферирам медицинска масажа, да. Еве ќе земеме од врхунските спортисти, како да ги кажеме на Балканов, како Џоковиќ, Роналдо, Меси, немаат они киропрактичари, имаат квалификувани физиотерапевти. Да. Што преферираат медицинска масажа. Медицинска масажа, така. Ајде сега да проговориме кај кои состојби најчесто се применува физикалната терапија кога станува збор за болка во грбот. Пациенти со лумбаго обично бараат помош од физиотерапевт. Што е ова и дали физиотерапијата е вистинскиот одговор за неа? Вака, значи, ако сеќате болки во лумбалниот дел, како што кажавте лумбагото, значи не сте сами, 25% населението ја има таа болка од неправилно стоење, физичка активност, прекомерна, предолго седење. Лумбагото е болка каде што и шалгичниот нерв се активира и сега тоа може да се почувствува и трнење на самата нога, на бутот, па дури до малите прсти. Но да не се плашат луѓето ако го осетат тоа трнење, тоа е почетната фаза. Веќе ако осетат кога седат да осеќаат болка, тоа е веќе треба да се превземат сериозни мерки. Веќе стапуваме во хронична болка. Ќе ги вклучиме гледачите од овој момент да постават прашање во денешната Телма амбуланта, доколку имате некаква мака со грбот, значи болки во грбот и сметате дека физикалната терапија би била одговор за неа, тогаш може да се јавите во програмата на Телма и да добиете одговор за оние дилеми кои што ги имате, а се поврзани со физикалната терапија. Споменавте дека физикалната терапија конкретно дава резултати кај оваа состојба, кај ишијасот, така? Да. Колку време ќе треба да се практикуваат третманите за да се почувствува подобрување? Да се направат најдобро 10 третмани. Сега каде што пациентот и ќе прави вежби, ние ќе го патиме да прави и вежби дома, во домашна атмосфера, не многу да бидат преагресивни, да се полабави вежби. Пливањето исто така е препорачливо, дали може бања или пливање, лабаво пливање. Знаете, кога ќе кажеме пливање, они мислат дека треба сега да се тоа, не знам колку, да се преплива цел базен. Значи да биде полабаво пливање, што пливањето е дефинитивно најдобар
лек за поготово За болка во грбот. болка во грбот. За сите, за болката во грбот предизвикано од сите состојби е решение? Во сите. Дури ако е дискус хернијата во прашање? Дури да. И за дискусот дефинитивно да. Дискус хернијата исто така е исклучително болен и чест проблем. Се јавува на секој дел од трбетот или е покарактеристичен за одредени фрагменти? Да, се јавува на секој дел од дрбетот, многу ретко во торакалниот дел, тоа е средишниот дел. Кај мажите најчесто е во лумбалниот дел, тоа е половината. Кај жените е во цервикалниот, вратниот дел, пошто структурата на коската нормално и ребетот е понежен и таму највеќе страдаат женскиот пол. Тоа е веќе заболување на дискот. Сега може да биде протрузија, булинг диск, лизнат диск, екструзија, веќе истечен само по себе дискот не боли. Боли нервот, што дискот го притиска. Да. Нервот боли. Физикалната терапија секогаш е првиот чекор? Секогаш, да. Ги дава посекуваните резултати? Ги дава, да. Што ако не ги даде? Знаете како 100% физикална не постои. Исто како операционен зафат 100% не постои, но до 70% се лекува, да. Ќе ги вклучиме гледачите со нивни прашања. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав до телевизијата, до водителката и до докторот. Ви благодарам. Денешниот гостин е физиотерапевт. Значи не е доктор. Добро, физиотерапевт. Јас се повредив сама во грбот, во половината, односно во вториот дел надоле према. Имам болки, пиев апчиња, се консултирав со травматолог, малку болките помина, немам ништо скршено, немам ништо, меѓутоа, дали треба да се јавам на физиотерапевт, на травматолог, на прегледи, на тоа, или болката се повлекува, али на сабајли не можам да станам, без да се фатам за нешто. Така, значи имате мака и прашањето дали физикалната терапија во вашиот случај би дала резултати. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Што е со ваквиот тип на повреди? Па знаете како, пациентите се најдобри диагностичари. Како што кажав, колку што они знаат и ние знаеме, треба да се направи рентген снимка или магнет за да се утврди. Мегаментите нема да го решат проблемот, како што каже госпоѓата дека пиела лекови, можат моментално да ја ублажат болката, но да ја излечат состојбата нема. Значи тоа треба да се спроведе, да се види за кое годиште станува збор е пациентот, тоа е многу битен фактор, и да се направи една програма каде што ќе се доведе до намалување на болката. Значи физикалната терапија во овој случај би можела да се примени кај ваков тип на повреди. Секако да. Откако ќе има секако лекарска препорака и диагноза, како што споменавте. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Не, се исклучил. Во ред продолжуваме понатаму. Зборувавме за физикалната терапија кај одредени состојби како што е дискус хернијата. Што се препорачува обично? Каков тип на терапија? Физикална кога станува збор за дискус хернија. Има ли нешто што посебно дава резултат? Што посебно дава резултат? Вежбањето, пливањето морам да кажам дека дава, пошто кај луѓето внатрешниот дел на мускулатурата е многу слаб. Надворешниот дел може да е затегнат и настануваат проблеми. Исто така ќе напоменам дека многу битен фактор се стапалата. Мора да си направат, да прават луѓето ортопедски влошки да носат во таа обувка каде што највеќе ја користат во текот на денот. Зашто таа знаете како една зграда, ако нема добар темел, може да падне секој момент. Исто така и со телото, ако ние не стоиме добро. Како што пример дома гледаме телевизија, гледате и, например, стануваме со десната нога, целата жина ја пребацуваме на десната и он автоматски дискот прави дисбаланс. Значи, така и со стапалото, ние во текот на денот сите газиме лошо. Но со добра ортопедска обувка се урамнотежува цело тело. Таа амортизација на целиот требен доаѓа до добар баланс, за да не настануваат. Многу помага, значи од 30 до 40% помагаат ортопедските влошки. Што вака маци изгледа
чудно и луѓето не се упатени. Да, јас предложил да си направат идат на ортопед и да направат ортопедски вложки. Луѓето кои што одат на физикална терапија сметаат дека таа сама по себе треба да им помогне, но очигледно дека тоа не е доволно, дека треба да имаат план за работа и во домашни услови. Какви вежби за зајакнување на грбот може да прават? Па да бидат истегнувања. Најдобро ако имаат и помошно вратило, може да се истегнуваат, што тегнењето на вратило е еден најдобра метода за ребетот да се истегнува самиот ребет, за да може тој церебрален диск да почне да се враќа назад. Сега нормално дали екструзија или елизнат диск, да почне да се враќа назад, за да не го допира ломбалго-ишалгичниот нерв. Да, преферираме најдобро истегнување, да. Но да не биде пренагласено. Колку време може да трае програмата кај физикалниот терапевт кога станува збор за дискус хернија? Па програмата може да трае до 3 недели. Да. Таа се прави да речеме правите 10 третмани, па се прави пауза. Да се види како состојбата каква ќе биде состојбата на пациентот. Ако пак осети болки, значи нешто не се придржува како што треба. Да, значи луѓето и сами се лекуваат. Значи ние луѓето сами се лекуваме од болката. Како се храниме, каков стил на живот живееме. Така и физичката активност и движењето велат дека се најдоброто оружје во борбата против болката во грбот и болестите на ребетот, но дали пак секоја физичка активност е добра за грбот? Не секоја физичка активност. Споменавте пливањето е добра. Тоа да, пливањето е најдобро. Што не се препорачува? Па не се препорачува некои тешки физички вежби, пример во теретана, како што се чучњевите, мртвото дигање, тешко дигање на предмети, предолго седење исто така не се препорачува. Зашто човекот не е програмиран да седи 8, па сега во модерно време и повеќе до 10 часа, како што е од IT секторот има луѓе што седат и по 10 часа работат на компјутер или дигаат преголеми тежини на своја рака во теретана. Мислете по 180 кила. Јас лично ги имам гледано во теретаните како вежбаат и ставаат тежина од 180 кила на ребетот, тоа е убиство за ребетот, да. Зашто он има 15 зида, самиот ребет. Замислете, вие треба 15 зида да бутнете за да дојдете до ломбоишалгичниот нерв. А тоа се случува. Ги имаат болките. Но што ако работат со помала тежина? Дали во тој случај вежбите во теретаната би биле корисни за мускулатурата на грбот? Секако да. Со своја тежина е најдобро. А со своја тежина? До 30%. Не можеме ние да дигаме поголема тежина отколку што ние самите тежиме. Да, треба да е таа до 70% колку што ние тежиме. Така, значи да се внимава кога се оди во теретана, затоа што тоа всушност може биде ризик фактор за појава на болки во грбот и на болести со ребетот. Така, да. Сега можеби не осеќаат, има млади деца што вежбаат и не осеќаат, но тоа памти ребетот. Телото и ребетот и мускулот памтат. Во понаточните години ќе се доаѓаат до тие проблеми. После 30-та, како што ќе кажат, доаѓаат болките. А што е со оние што имаат, да речеме, дискус хернија? Кој спорт за нив го препорачувате? Кој спорт? Да речеме јога, дали е добра? Јогата исто така е одлична. Јогата е фантастична, пошто целиот ребет се стегнува. Она помага дури на самиот диск се стегнува. Добра е во варењето, за подобар сон, каде што не е потребно во рехабилитацијата. Така. Значи за јогата велиме да. А пилатес? Исто пилатес, да. Вежби со топка? Вежби со топка, да. Тоа се препорачува? Секако. А што е со оние спортови кои што се можеби на црна листа кога станува збор за болките во грбот и проблемите? Тенисот. Што велите за тоа? Да или не? Поделени се ставовите? Да. Има луѓе со дискус хернија играат се уште тенис. Да. Дури од областа на доктори, доктори што се овој физиотерапевти, доктори исто имаат, они ја знаат самата состава што се случува. Да, велат дека само едната рака се употребува и таа страна од мускулатурата. Тука страда многу тој тениски лакт, тендитис.
Значи се прават и калцификати на самиот лакт, шилци може да настанат. Мора да се превенира тоа. Тенисот е тежок спорт, да. А што е со джогингот и трчањето? Се повеќе луѓе практикуваат таков начин на физичка активност. Лекарите предупредуваат дека колената може да настрадаат, но дали може да има последици и по ребетот? Може да има последици. Ако е почетна фаза, можат луѓето да трчаат доколку што можат. Сега да не се префорсирува. Денешницата луѓето многу форсираат. Да речеме трча по 10, по 20 километри. Ворете тоа до после тоа треба да се добро да се одмори телото, да се нахрани. И луѓе трчаат, на пример, има луѓе што трчаат во ред, се бават трчат и по 20 км, но никош не дошле да направат една медицинска масажа. Каде што добро ќе се одмори телото, ќе се регенерира. Така, ќе го вклучим и следниот гледач, пред да продолжиме понатаму. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. На телефон е Маја. Повелете, Маја. Вака се, јас имам дискус хернија на L5-E7 со стеснат спинален канал. Така. Направив физикални терапии и тука може малце контра физиотерапевтот дека ми се влоши состојбата од физикалните и има уште пострашни болки во ногата. Имам болки во ногата. А после тоа направив уште 14 екстензии. Така. Во текот на физикалните и екстензиите без строго мирување, без никакво кревање. Ни од екстензиите немав никакво подобрување. Препорака ми е за операција, меѓутоа нели кон сите тоа не е нешто последно. Така. Сега вака ме интересира кога е последната индикација за операција? Нели паднато стапало, проблеми со мокрење? Така. Јас, например, почнав да вежбам во теретана со стручен личен тренер и можам да кажам дека единствено од тоа имам подобрување каде што можам да функционирам нормално веќе. А какви вежби правите? Може да ве прашам, еве затоа што велите имате подобрување, па да слушнеме. Со тежина работите? Вежбам со килажа, да, меѓутоа строго контролирани и вежби кои што мојот личен тренер точно ми ги кажува кои смеам да ги правам. Вежбам нозе, грб, кичмени, раце, нели целото тело, меѓутоа со концентрација на кичмените и грбните мускули, за да нели тоа да се зајакнат и го држат рветот кој што треба да не излага дискот. Така, ви благодарам што се вклучивте во програма, што го споделивте вашето искуство. Сега веќе добиете и одговор до кога може да се чека да се преминува физикална терапија пред да се премине на операција. Па да, треба да избегнуваат оперативен запад. Оперативен запад сега клучната слика до каде е, како што кажа, слушнав дека е протрузија на дискот, да се види до каде отиден, дали почнува веќе и да ги натиска лигаментите, пошто веќе кога самиот нерв се допира, тој може да е на средината и да почнува да допира и до лигаментите. Веќе ако допира и на лигаментите, ќе треба и оперативен зафат. Но треба да се избегне за да... Знаете како операцијата може и да ви после тоа пак да се појават болките. И после операцијата? Така, да. Дали може и поголеми, послаби. Треба да си продолжи да вежба најдобро. Како што каже дека вежбањето како што каже ја зајакнува мускулатурата. Мегаменти колку што може, одредени мегаменти на природна база и слободно нека се јави во нашиот центар. Така. За чисто една консултација. Така, ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Па би сакал да го прашам нешто докторот. Физиотерапевт само да назначам, така, повелете. Вака, лани негде, а уствари 23-та година во декември месец, ја скршив раката. Над лактицата. Направена ми е операција, меѓутоа ставено ми е некој метал натре. Зашафене во коцката, да се спои коцката. Меѓутоа сега ми пречи во спиењето, почна веќе да ми пречи. Дали тоа може да се извади, дали... Така, но сепак ова прашање конкретно е поврзано со
Ортопедија, стручно со лице од ортопед. областа на медицината, со лекар, значи специјалист во таа област, денешниот гостин е физиотерапевт. Можеме еве да го прашаме дали физикалната терапија би можела да ви помогне во вашиот случај. Ви благодарам за вклучувањето. Може да помогне физикална терапија? Може да помогне, да. Сме имале вакви случаеви, тоа е странно тело. И сега чувството доаѓа, самото тело се брани. Тука настануваат калцификатите. Да, симптоматски калцификати се прават и затоа доаѓа до пациентот има болка. Да, масажата е одличен и физикалната. Тука може да се употреби шок-вейв терапијата со кинезобранова терапија за да се разбијат тие калцификати, пошто он има странно тело и самото тело се брани. А каков тип на масажи се прави? Медицинска. Медицинска масажа. А кај спортистите има спортска масажа. Различно е тоа или исто? Спортската масажа е пред извршување на дејноста. Во зависност од кој спорт е. Таа трае од 10 до 15 минути. Тоа е како еден вид на загревање. И колку често треба да се прави? Доколку спортистите активно се Секој занимаваат спортист треба да има со свој тренинг? физиотерапевт. Да. Аха. Да. За да се избегнат болки на таков начин? Болки и повреди. Недоволно загреван секогаш доаѓа до повреда. Така. Сега кога се прави физикална терапија и ќе се забележи одредено подобрување, дали тоа значи дека понатаму нема никогаш пациентот има потреба од повторни третмани или пак кај хроничните болести понекогаш е потребна физикална терапија покрај тоа што нема никакви симптоми? Знаете како може да се вратат симптомите? Од начинот на стил на живење. Како што кажав, 100% физикална не постои. Мора да се превенира. Да, луѓето многу е добро што доаѓаат на медицинска масажа и физикална терапија, што малце нешто ќе ги заболи, ќе дојдат. Тоа значи во самиот момент ја превенираат за да не дојде до потешки дегенеративни заболувања. Може да дојде и секогаш знаете како луѓето не ќе да чувствуваат болка. Но да продолжат со животот, знаете, не се умира од дискус хернија, од вратна спондилоза секако. Така, но квалитетот на животот драматично се нарушува. Секако, да. Уште еден гледач имаме, ќе го вклучиме. Добар ден. Добар ден за уште еден гледач во денешната емисија. Еве уште една можност за него да се вклучи. Добро, ја чекам. Еве, ве слушаме одлично, повелете. Јас Одлично, ве слушаме, само ќе ве замолам да го намалите тонот на телевизорот. Не, ја одех во друга соба. А, добро, повелете. Сега директно од телефонот разговарам. Да, во програма сте, Јас да. сум Љупчо Димитровски од Делчево. Така. Прво, една критика, оти многу пати се јавуваме ние од Делчево, од Исуса Македонија, никој не добиваме. Ама и ве се го успеавте да добиете. Така што во програма сте, повелете. Благодарен сум. Јас имам повреда на рентген сум сликан на кичва првиот пршен над допашката. Тука ми има ната најдена. Така. И сега кичвата ми кочи на одење, на движење, на мускули, на се. А потребно ми на ме физикална терапија многу. Меѓутоа, ода во Штип, во Кежевица, тоа се расудо, ништо не бива. Сега, а ми се потребно, доку не ми е потребна бањата во водата, затоа што имам стент на срцето. Тоа ми кажу, не е проблем това. Ама ми се многу потребни физикални терапии, значи масажи, што треба, како треба да му, многу. За да ме отпушти. Пијам лекове, лекарства, се е уредо тоа. Ништо ме вратко не ми помага. Така, се правите што ви е препорачано, но едноставно резултати нема. Па претпоставам дека прашањето е дали има уште нешто во физикалната терапија што може да се направи со што би се подобрила вашата состојба. Ќе има подобрување со тоа, али јас планирам, сега што треба, како треба, многу на приватно ме карат да плаќам. Значи, во Катланово рекламират многу. Прашав, рекоа дека има може да има бања
бајата ќе ме прегледа лекару, ќе ми каже доколку дали само стапалата ќе за вода. Така. Не е битно тоа за мене. Така, добро ви благодарам за вклучувањето во програма, значи ги преземате сите мерки кои што ви се предложени, а немате подобрување и постои ли нешто физикалната терапија што може дополнително да се преземе кај овие пациенти кои што едноставно нема резултати до тогашните вежби и третмани. Да, како што слушнавме, се работи за постар господин, да се утврди дали за остеопороза, одроднување на коската, детална слика на ребетот, дали треба колагени за остеопороза, скавица тетива зглоб. Значи, некои дополнителни пристапи би требало да бидат применети за да почувствува подобрување. Секако да. Значи, дополнителна снимка и потоа да се размислува што понатаму. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден и за него. Дали го слушаме гледачот? Ало, Во програма сте, повелете. добар ден. Добар ден. Се јавувам од Радовиш. Така, Јас имам и порано се јавувано, ама имам многу големи проблеми. Имам спондилоза и имам и дискосхемија. Пред една недела бев на терапија во Банско, но ништо од терапијата, болки си имам, страшни болки имам. Бев на магнетна резонанца снимана, имам вака дискални продружи од L2 до S1, имам и компресивен ефект на медула спиналис, стеноза, најмногу изразена на L2 крос 3 и L4 крос 5. така. Не знам, болките никако не ми поминуват, одам и мислам на масажа, моментално масажата ми помага, болките си продолжуват и натаму. И не знам што да правам, докторот што ќе ми Така. каже. А кажете ми дали сте вака физички активна во меѓувреме? Имате ли? Активна сум, со нозите немам проблеми, само грбо имам многу болки. Така, во грбот имате болки. Врато, да, и врато Така. одгоре. Така, јасно. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Што можете да предложите во овој случај? Па да, како што каже господијата, L2, како што слушнав, до S1, веќе е истечен дискот кај незе, каде што се активирани и нервите. Тука настанува фибромијалгија, каде што нервите и почнуваат да се оштетуваат. Да, треба да се негуваат нервите. Мегаменти за Така, невробионот медикаменти. е препорачлив да се пие по 2 таблети на вечер и да одмара и да си продолжи со физикалната терапија и масажите. Бокотово за вратната спондилоза, пошто тука може да настанат и остеофитите, тие се израстоци на дискот, каде што дополнително го притискаат нервот. Покрај физикалната терапија советувате некакви вежби во домашни услови да се прават за зајакнување на мускулатурата на грбот? Јогата најдобро, како Јога. што кажавте, да. Јога во домашни услови Да. или може да се запишат на некој нели Секако да. курсеви за јога, Да, па и ки искочат од дома. меѓу другото, така. Секако и да. социјалниот аспект ќе биде тука присутен, значи друштво, вежбање и сето тоа ќе води кон подобро расположение, но и подобро физичко здравје. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас имам 53 години Така. и буквално ништо во левото рамо јака болка, дури завршив на дежурна со инекција. И сега моментално ми е во имобилизатор рамото. Примав 5 инекции со аналгин и дексазон. Сега ми се смирија болките, ама што ми препорачува докторот и од што е можно и некој воспаление само на зглобовите ми рекоа на раскавицата. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма, а од аспект на физиотерапевт ќе добиете одговор. Повелете. Најдобро да користи, како што кажа, претпоставувам дека е рскавицата, тачно не нека идеме, но претпоставка е дека е рскавицата изабена, колагенот е добар да се зима. Физикалната терапија, електротерапијата, тенсот, нискофреквентната струја, за да таа болка може да држи од 6 до 8 месеци кај рамото. Јас лично имам искусено, да, и знам за што станува збор. Зашто, како што кажав, и самите пациенти најдобро знаат, да, снимка треба да се види, за да и препорачливо е кога станува збор и за рамо да се сними и вратот. Да.
секогаш се препорачува зашто болката може да доаѓа од самиот врат. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден и за него. Го очекуваме прашањето и од следниот гледач. Еве уште една можност за него да се вклучи. Добар ден. Да, не си исклучил. Добро, продолжуваме понатаму, има можност повторно да се јави доколку сака. Трудниците исто така се соочуваат со болка во грбот. Зошто е тоа така и дали за време на бременоста може нешто да се преземе од аспект на физикална терапија за да се смират болките? Или кај трудниците тоа не се практикува? Секако да се практикува кај трудниците, најдобро до 6-тиот месец, до 6-7 месец да практикуваат благи масажи, да каде што се опфатени во различна положба, не е како обичен пациент, странично или во седечка положба, да користат исто така термални чорапи за крвотокот, за лимфите за подобро да работат, зашто онајата трудница нормално има доаѓа до тоа благо искривување, таа кривина на ребетот, пошто има поголема тежина, расширено одење, лошо газење, помага многу масажата, многу. Ја олеснува болката што ја имаат. Хормоните работат повеќе секако. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало. Повелете, во програма сте. Добар ден. Добар ден. Поздрав до водителката и до физиотерапевтот. Ви благодарам, повелете. Проблем имам со кисмата, имам подпатен нерв. И тој нерв ми притиска надоле и имам проблем со трнење на двете нозе, први поста левата нога, двата прста са ми се расширија, другата на десната нога. И што ми препорачува физиотерапевтот да правам. Така, ви интересира, предпоставувам, какви вежби би ви помогнале, што може да се направи, каков план. Ви благодарам за вклучувањето во програма, што би советувале? Би советувал медицински масажи, ултразвук, струја, магнет и лазер. Во почетна фаза да почне да прави пациентот, па понатаму ќе видиме каква ќе биде состојбата. Што советувате како најдобра превенција за да се спречат болките во грбот? Најдобра превенција да се масираат луѓето. Додатна масажи, секако вие бирате каде се масирате и кај кога, за да се превенира тоа, да вежбаат, да не се улежани, да се хранат здраво, да немаат прекомерна телесна тежина, да живеат добар живот, смирен живот. Така. Значи, да ги променат животните навики за да имаат, меѓу другото, и поздрав грб, односно поздрав рвет. Уште еден гледач имаме. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Го очекуваме вашето прашање и ќе ве замолам разговорот да го следите преку слушалката, да го намалите тонот на телевизорот, за да можеме да комуницираме, разговорот да тече флуидно. Вака, во моментот имам проблем. Пред 2-3 дена, кога се наведнах, осетив како игли во грбот и во градите. И сега имам укоченост во грбот. Примам тромадол, витамини, дексаметазон. Тоа е потребно да се направи. Така. Ако знае докторот да каже. Денешниот гостин е физиотерапевт, значи не е доктор. Така, но дали може физикалната терапија да помогне во акутна фаза, предпоставувам? Кажавте пред некој ден ви се случил проблем, дали има нешто што би можело да помогне? Ви благодарам за вклучувањето во програм. Има ли некакви антиинфламаторна физикална терапија за да помогне во овој случај? Антиинфламаторна има, да, како што каже дексаметазон прима. Добар е дексаметазонот, но тоа е моментално. Знаете, тоа е кортикостероид, стар лек, каде што помага моментално. Нека блага состојба го залекува дискот и нервот. Медикаментите, како што кажав, не може да скроз да излечат болката. Да. Сега тука имаме и таа голема тема, се користат и во спортот и стероидите, каде што скршеница за 5 недели скршеница се залекува и се враќа во спортот. Тоа што е многу напредно ниво, но секако
припишано од доктор на своја рака, да, пошто во денешницата ги злоупотребуваат. Значи, за тоа се поделени ставовите дали треба да се прима или не. Секако. А физикалната терапија секако би помогнала? Да. Би помогнала. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување во емисијата, за сите совети што им ги дадовте на гледачите поврзани со физикалната терапија и болките во грбот. Ви благодарам и на вас. Почитувани, тука заокружуваме денешната Телма амбуланта. Ви благодарам што бевте со нас и денеска. Се гледаме секој работен ден на Телма во 12 часот и 50 минути. Ви посакувам пријатен ден.